Одгледувањето и грижата за неговата разновидна колекција на пеперутки во живи бои е ново откриена гордост и радост на Хаиме Наваро. На околу 170 километри западно од Панама Сити, поранешниот сточар се префрлил на одгледување пеперутки пред нешто повеќе од 7 години, откако јагуар го нападнал и го десеткувал неговото стадо. Многу сум благодарен. Да не беше јагуарот, ќе сечевме дрвја, ќе палевме и ќе применувавме хемикалии во нашата борба за екзистенцијално земјоделско производство. Денес тој е еден од десетината успешни одгледувачи на пеперутки во Панама. Во последната година тој веле дека производството на неговата фарма пораснало од 100 на 600 кризализи месечно. Тоа е многу деликатна работа, но многу интересна. Биологот Семјуел Валдес, кој е директор на резерватот за пеперутки, имал улога во убедувањето на сточарот Наваро да ја претвори својата парцела во фарма за пеперутки. Тоа е простор каде што има постојани врнежи и е многу влажно. И каде што постои оваа биолошка разновидност, бидејќи пеперутките веќе беа тука. Не направивме ништо друго, освен да научиме да управуваме со ресурсите. Тоа вклучува елиминирање на употребата на пестициди и инсектициди заради заштита на природното живеалиште во Панама, кој е дом на најмалку 1500 видови пеперутки. Валдес обучува и работи со мрежа на фармери, помагајќи им да се ориентираат во просперитетна меѓународна трговија со пеперутки во Панама. Панама има низа регулативи за извоз на живи организми, како што се пеперутките, а земјите увозници исто така имаат своји барања да спречат влез на земјоделски штетници. Во моментов, Валдес вели дека Панама продава околу 90% од пеперутките, што ги одгледува исклучиво во тропската градина на пеперутки во Конја, во Турција. Јасин Салви е нејзин директор. Нашата најголема среќа не е само да имаме панамски пеперутки во нашата градина, туку и да бидеме дел од проектот за зачувување на природата во Панама. Овој проект доведе до одржливо одгледување пеперутки и алтернатива што го трансформирала животот на Хаиме. Тој верува дека нашол начин да го зачува богатото природно наследство на неговата земја и истовремено да заработи за живот.